Аерозагадувањето во Струмица повторно ги извади граѓаните на улица. Револтот, стравот и загриженоста за здравјето на сегашните и идните генерации беа главниот мотив за граѓанскиот протест во центарот на градот. Струмичани побараа итни и конкретни мерки за справување со загадениот воздух, кој, како што велат, со години го труе градот, особено во зимските месеци, но и во дел од летниот период. Со специјализиран дрон да се мери загадувањето во Струмица и регионот, набавка на 6 нови рачни мерачи и поставување дополнителни мерни станици. Ова се само дел од 9 барања на екоактивистите. Тие бараат и вработување на 5 нови инспектори за животна средина, со цел локалните институции да добијат поголем капацитет за контрола и санкционирање на загадувачите. Граѓаните велат дека состојбата одамна е неподнослива и дека секојдневието во Струмица станува борба за здив. Градот живее во тивка дистопија, воздухот е загаден, водите загадени, храната загадена, секој втор човек, значи секој излегување од дома те пече на очите, пече по грло, секој муабет со секој втор човек е кој се разболел, кој плукал крв. Значи, навистина состојбата е алармантна. И Струмица не го заслужува тоа, граѓаните не го заслужуваат тоа. Покрај техничките мерки, активистите бараат и обезбедување средства за акредитирана лабораторија, зголемување на буџетот за заштита на животната средина, ревидирање на А и Б еколошките дозволи за компаниите, како и поставување камери на дивите депонии. Протестот, велат учесниците, не е политички, туку екзистенцијален. Барањата се многу, пораката е народот да се информира, да се грижи за своето здравје, да ги поддржува протестите, а власта да се загрижи за луѓето кои ги избрале за да има здрава нација, бидејќи нацијата се губи по тај начин на работа и загадување и не дејствување на институциите. Од општина Струмица соопштија дека проблемот со аерозагадувањето го сваќаат сериозно и дека тоа е меѓу приоритетите на локалната власт. Во изминатите неколку недели, како што велат, се одржале состаноци со раководителите на надлежните институции и се подготвува интервентен план за справување со загадувањето. Но граѓаните бараат резултати, а не ветувања. А нашите надлежни попуштаат и замижуваат, затоа што нашите надлежни немаат храброст да ги спроведат законите како што треба. И што е тоа, ако не учество во извршување на еден геноцид? Нели е тоа убиство со умисла? Не ги проветруваме нашите куќи и станови, погодувате зошто? Затоа што е загадено. Но и покрај ваквата сурова реалност, во струмичките носички институции владее молк. Нема маски, нема апели за носење маски на отворено, немаме јасни предупредувања да не излегуваме надвор, немаме лекарски извештаи за тоа какво е влијанието на загадениот воздух на здравјето врз нашите деца. На протестот присуствуваа и лекари кои директно предупредија на здравствените последици од загадениот воздух. Секој од нас, и младо и старо, чувствува глад за воздух. Од бронхити до кардиоваскуларни болести, до цереброваскуларни инсулти, несоници, гушења, па до најтешките заболувања, тоа е данокот што го плакаме поради нечистиот воздух. Активистите обединети во движењето Здрава Котлина порачаа дека јавната свест за овој сериозен проблем расте и дека протестите ќе продолжат се додека не се видат конкретни решенија и реално подобрување на квалитетот на воздухот. Ова не е нормално. И ова не е нерешлив проблем. Ова е само уништување, кој резултира од неодговорност, неинтелигенција, апатија и алчност. Пораката од Струмица е јасна. Граѓаните повеќе не сакаат да живеат во град каде што секој здив е ризик по здравјето.